денеска заврши судењето за немилиот настан кој што се случи во собранието. Морам да кажам дека овој обвинет храбро, недвосмислено даде признание, даде кајање, даде извинување за истото. Па се надевам дека судот ќе го има тоа во предвид, како и неговата неосудуваност. Истиот ќе го казни во рамките на законот. Немам што повеќе да дополнам, само очекувам праведна одлука на судот. Ке може ли да ги повторите вашите зборови што ги кажавте во седмица? Не. Да кажете дали се каете за делото, дали не се каете? Пак те кажав таму дека се каам за тоа и дека ми е жал што сме го сториле и сметам дека више такво нешто не би требало да ми се понови во животот мој. Не било ни пред тоа, па нема ни, мислам, ни после ова да биде такво нешто да има. Така да сметам дека судот ќе донесе правилна одлука. Барате пониска казна, каква казна конкретно барате? Што мислите? Значи, со оглед на новиот закон за одмерување на видот и висината на санкциите, мене ми е јасно дека казната веројатно ќе биде затворска, но мислам дека во конкретниот случај постојат посебно олеснувачки околности кои што на страната на овој обвинет кои што би можеле да доведат дури до изрекување на условна осуда. Господин Ангелски, вие таму повторивте дека вие всушност не сте сакале да ја удрите. Па не беше она удрена воопште. Не беше удрена, само беше фатена за коса и тргната и толку. Според она што го видовме во медиумите, како во тој ек на насилство и афект, како што велите дека сте биле понесени, мислевте дека ги помагате? Како? Објаснете, не разбирам. Не е помагање тоа, него само тргање. А не е помагање, не и помогнав ја ништо на нејзе. Зошто да ја тргнете? А каков? Зошто да ја тргнете ако не помагате? Затоа што викаа таму, разбираш, луѓе дека ова женско е, една е, женско е, пуштете ја и само ја земав и ја тргнав. И толку беше моето насилство, ако е насилство, толку беше. Не беше ни претходно, она стоеше пред мене, еве како вие што стоите пред мене. Она стоеше пред мене, ништо не е она. Тоа е тоа. После разбираш, од кога тргнав, пак ништо не е она. Единствено само што тргнав. Тоа е. Толку е.